Добар ден, драги ученици! Најпрво да ви се представам, јас се викам Маре Димитриева, наставник по граѓанско образование во 8 одделение при Основното училиште Крсте Петков Мисечков во Радовиш. За овој час ви подготвив нова наставна содржина под наслов Религијата во граѓанското општество. Поими: религија, секуларизација, атеизм. Кои ќе бидат целите на овој час? Ќе се запознаеме и ќе научиме за улогата на религијата во граѓанското општество и ќе умеете да се стекнувате и дознавате податоци за религијата преку истражувачка работа. Очекувани исходи. Од вас очекувам да научите за религиите во граѓанското општество. За оваа наставна содржина ќе ви е потребно да имате работни листови, прибор за пишување, како и учебникот по граѓанско образование. Наставната содржина ќе ја најдете на страница 69 и 70. Но, најпрво во тетрадката потребно е да запишете наслов на наставната содржина, а и потребно е да одговорите на следното прашање. Прашањето гласи: кои религии постојат во граѓанското општество? На следниот слайд ќе погледнеме дека и се представени христијанската религија и религијата на Ислам. Впрочем, во првиот слайд е представена црквата Света Тројца во Радовиш, каде што во внатрешниот интериер се забележуваат богати фрески и богати мозаици. Оваа црква важи за една од најбогатите по фрески, по икони, по мозаици, но секако и една од најубавите цркви на Балканот, но можеби и пошироко. Не изостанува и шарената џамија како представничка на религијата на Исламот, која се наоѓа во градот Тетово, која многу пати сме ја посетувале и ни оставиле богати импресии. Внатрешниот дел е навистина богата и исполнета со многу експонати, како и надворешниот изглед. На овој час ќе одиме со неколку техники, но најпрво ќе почнеме од техниката насловена како Венов диаграм. Тука се представени двете религии, христијанство и ислам, и во заеднички карактеристики секако ќе ги наведеме заедничките експонати или како ќе кажеме карактеристики. Одиме по редослед. Ако во христијанството е Бог Исус Христос, во исламот имаме веќе Мухамед или заедничко имаме Бог. Ако во христијанството светата книга или писмо се вика Библија, во исламот се вика Коран или заедничка карактеристика ќе биде света книга. Во христијанството храмови секако се црквите, манастирите, а во исламот се џамиите. Или заедничка карактеристика ќе биде верски храм. Во христијанството учениците на Исус Христос се наречени апостоли, додека во исламот наследниците на Мухамед се наречени калифи. Заедничко ќе биде ученици. Во христијанството како свето символ ќе биде крстот, а во исламот ќе биде полумесечината или тоа во заедничко ќе биде символи. Во христијанството свештеници, во исламот имаме оџи или во заеднички карактеристики имаме верско лице. Во христијанството се славаат многу верски празници. Такви се Божик, Великден, додека во исламот имаме Бајрам и Рамазан Бајрам. Или заедничко ќе биде како верски празник. Во христијанството секако имаме многу денови на постоење и тоа пред големите верски празници Божик и Великден. Истото тоа го има и во Рамазан, кој што исто така ќе го вклопиме во заедничка карактеристика како пост. Значи, во двете религии имаме постоење како во христијанството, така и во исламот. Одиме понатаму со појаснување на поимите. Поимот религија потекнува од латинскиот збор, односно глагол religere, што значи да се поврзе.
А за прв пат овој израз бил употребен од христијанскиот филозоф Лактаници во 4. век, говорејќи за врската на човекот со останатите и други битија како и со Бог. Може да се дефинира и како духовна поврзаност на една група на луѓе со некое вишо свето битие, односно Бог, Божество. Денес постојат околу 10.000 различни религии низ целиот свет. Подолу би се представени Светото писмо Библија, како и символот крст, на кој што бил распнат Исус Христос, а исто така не изостанува и Светата книга на Исламот, тоа е Коранот, како и символот полумесечина со звезда. Поимот секуларност или секуларизм е принцип на одвојување на религијата од државата и обратно, како и на личностите одредени да ја представуваат државата или во друга смисла на зборот, значи политичките дејности да не потпаѓаат под влијание на религија. Подолу би се представени парламентот при Република Македонија, поточно Народното собрание, а од друга страна е представена МПЦ или Македонската православна црква. Во други зборови тоа значи немешање на собранието на политиката со црквата или со други зборови немешање на државата со црквата и обратно. Зборот атеизм во потесна смисла на зборот е ставен дека не постојат божества, односно одбивањето на верување во постоењето на божество. Исто така тука ви се представени верските символи, крстот, верските символи на исламот, тоа е полумесечината со звездичката и символот на верската заедница наречени како евреи. Значи тоа е атеизам во потесна смисла на зборот, дека не постојат божества, односно дека има некое одбивање на верување во постоењето на божеството. Кој е ставот од сето ова напред што го спомнав? На граѓанското општество кон религијата. Тоа е да ги почитува правата и слободите на луѓето од религиски аспект, толеранција кон религијата и верувањата на другите, демонстрирање примери на прифаќање на религиските разлики и активно учество во дебати поврзани со улогата на религијата во општеството, имајќи во предвид да денешните општества се мултикултурни и мултирелигиски. Кои ќе бидат резултатите од учењето? Учениците ги разликуваат и дефинираат поимите религија, атеизам и секуларизација, ги идентификуваат вредностите на религиите кои промовираат општо човечки вредности, презентираат позитивни примери на толеранција кон религиозните и атеистите. Ученици, за дома ќе имате и активности. Ваша задача ќе биде да напишете есеј на тема улогата на религијата во граѓанското општество и потребно е да направите кратка презентација на ова тема. Се надевам, доволно слушнавте, доволно научивте и за да самиот есеј ви биде полесно напишан, мислам ја разбравте улогата на религијата во граѓанското општество. Ви благодарам.